Економската и енергетската криза ги кренаа на нозе и македонските земјоделци. Тие и дадоа на владата ултимативен рок од 3 работни дена за да седнат и заеднички да изнедат решенија како побезболно да се преброди кризата. Во спротивно, велат дека прекинот на производството на храна и протестите ќе бидат неминовни. Нафтата за земјоделците да биде без акциза и ДДВ и за сите земјоделци, ослободување од концесија за државно земјоделско земјиште, од пашарина, наводнување, одводнување, 30% зголемена цена која што ќе биде цена на чинење на нашиот производ. Зголемени субвенции во секој сектор и на време на исплата пред почетокот на реколтата. Субвенционирање на ѓубривата и државата алтернативно подхитно да најде алтернативни пазари за нашите производи. За да произведеш пченица, најпрв им треба дизел гориво, азотните ѓубрива се со високи цени. Моментално, состојбата е алармантна, вели појоделецот и сточар Маријанчо Цветковски. Тоа ќе се одрази сето во време на жетва, што ќе немаме доволно и пченица, како и сега што немаме. И тоа значи че имаме некои цени високи со увозна пченица од страна. И сточарите се моментално во лоша состојба, поради што расте на цената на пченицата, расте и сточната храна. Јагнето моментално е 160 денари откупна цена, што со тоа не може да ги покријат тие само давачките. Во ништо подобра состојба не се ниту лозарите, оризопроизводителите, овоштарите и јаболкопроизводителите. Ali imаме ние многу проблеми, затоа што имаме проблеми неисплатени субвенциите за 2021 година. Имаме проблеми со сушата. Имаме проблеми со измрзнувањето лани. Веќе помина и март месец, а субвенциите пола не се исплатени. Имаме многу со наводнувањето. Имаме проблем. Наскоро ќе имаме проблеми со пласмано. Тоа сето предизвикано со кризата во Русија, во Украина. Сведоци сме дека имаме намалени човечки ресурси у ресор земјоделие, значи имаме многу малку веќе работна рака. Површините што се обработуваат се многу намалени, значи, во последно време, така да едноставно ние нема да може да произведеме храна да се прехраниме како нација. Моментално цените на јаболкото во Преспа са 4-5 денари за конзумно јаболко прва класа, значи ние работаме со загуба од 5-6 денари. Го изгубивме пласманот со војниот конфликт Украина-Русија, значи сега имаме останато некаде околу 40 до 50 илјади тона на јаболко, кои што немат алтернативен пазар и истите јаболка ќе бидат продадени за денар и пол во нашите преработувачки капацитет. Македонските земјоделци одржаа состанок во Прилеп за спас на земјоделието во Македонија.